Почитувани, добар ден. Започнуваат вестите на Канал 8. Над 30.000 евра планира да потроши општина Кочани за изградба и опремување на нови детски игралишта во градот. Во тек е тендерската постапка за избор на изведувач, по чие завршување треба да започнат и работите на терен. Општина Кочани ќе реализира планираната изградба на 3 детски игралишта во градот, зашто во тек е јавниот повик на тендерската постапка за избор на изведувач на градежните работи. Според техничката спецификација, планирано е да се потрошат 2 милиони денари, со кои ќе се изградат и опремат нови игралишта за најмладите во населбата Драчевик, кај ветеринарната станица и на улицата 1 мај во Белското Маало. Пред извесен период од локалната самоуправа информираа оти е подготвена соодветна техничка документација за споменатите 3 локации во градот, а планирано е и едно детско игралиште да се изгради во населбата Оризари, во близина на храмот Свети Атанасиј. Вкупната површина што ќе се уредува за потребите на трите игралишта во Кочани е над 1000 метри квадратни, при што освен поставувањето на опремата и реквизитите за забава на најмладите ќе се изврши и соодветно хортикултурно редување и поплочување на просторот. Освен тоа, на локацијата на улицата 1 мај предвидено е да се изгради и покриен летниковец, а покрај секое од трите детски игралишта ќе се постават клупи и фонтани. Рокот за пријавување на заинтересираните изведувачи е до 5 април, а избраната фирма ќе има рок од 3 месеци по подпишувањето на договорот да ја реализира изградбата на трите игралишта. Средствата за проектот се обезбедени од буџетот на општина Кочани преку програмата за уредување на градежното земјиште. Територијалната противпожарна единица од Виница е вклучена во неколку часовна интервенција за гасење голем шумски пожар во атарот на селото Липец. Во огнената стихија се зафатени неколку хектари шума, а се претпоставува дека пожарот е подметнат. Букова и дабова и дел од нискостеблеста шума е зафатена во шумски пожар што по пладнето избувна на падините на планината Плачковица во атарот на виничките села Липец и Блатец. Екипи на територијалната противпожарна единица од Виница се наоѓаат на локацијата и интервенираат во гаснењето на огнот, што поради ветрот брзо се шири. На терен се действува со 2 возила и 10 пожарникари, но поради лошата пристапност на теренот, оттежното е локализирањето на огнот. Командирот на територијалната противпожарна единица од Виница, Станко Спасов, информираше дека на помош се повикани и вработени од шумското стопанство Плачковица, а во гаснењето се вклучени и жители од двете села. Приоритетна цел е да се спречи ширењето на пожарот кон населените места со оглед што дел од куќите се на неколку стотини метри. Првичните проценки се дека пожарот на Плачковица е подметнат, при што досега се изгорени неколку хектари шума. Според Станков, доколку се јави потреба, на помош во интервенцијата ќе бидат повикани и противпожарни екипи од соседните општини. Меѓународна награда за предприемништво доби компанијата Ината од Кочани во конкуренција на 300 компании од земјите од Централна и Југоисточна Европа. Признанието беше врачено на свечена манифестација што викендов се одржа во Дубровник. Компанијата ИНТ од Кочани ја доби наградата за предприемништво за 2018 година во конкуренција на повеќе од 300 компании од земите од Централна и Југоисточна Европа. Наградата се доделува во рамки на проектот Самит на предприемачи 300 најдобри и креатори на векот. Досегашни нејзини добитници се најугледните предприемачи од Германија, Италија, Хрватска, Словенија, Босна и Херцеговина, Србија, Црнагора, Косово и Македонија. Одлуката за признанието го донел меѓународен комитет составен од 13 експерти за економија, маркетинг, трговија, менеджмент, финансии и предприемништво од 8 држави во регионот. Основачот и собственик на ИНТ Никол Чуилиев истакна дека високото признание што го доби компанијата е потврда за нејзиното досегашно успешно работење, а и предизвик со исто темпо да се продолжи во иднина. Целата борба е освојување на пазарот на купувачите и за нас тие се најголемото богатство. И сметам дека ова награда и припаѓа на нив или е нивно дело. Ние имаме наше мото кое е се под еден кров и со ова мото и со она што го инвестиравме и што го организиравме или што го правиме во нашата фирма, не дозволуваме наш
потенцијален купувач да замине без чувство на задоволство и почитување. Тоа е една голема придобивка и големо значење што го имаме во нашата фирма. Покрај важниот сегмент на купувачите, вториот сегмент кој исто не помалку важен е почитувањето на вработените во компанијата. Низ годините кој помина, створивме еден вреден и упорен тим кој може да одговори на предизвиците на современите предизвици на европскиот пазар, за кој што работиме и со кој што се уште работиме. Значи, работиме со европскиот пазар, пробивливиот европски пазар веќе 20 години и сметам дека тимот кој го изградивме е спремен да одговори на новите предизвици и да ги поминува тешкотиите, односно успешно да ги надминува тешкотиите и проблемите кои се појавуваат на нашиот пат. Кочанската компанија ИНТ со години се вбројува меѓу најдобрите во државата, додаде Илиев, а веќе се наметнува и во пошироки регионални рамки, пред се со промовирањето на сопствени производи. Ние успеавме како компанија да се вброиме во самиот врв на извозници на текстил од Македонија, се вброивме во 200 најуспешни компании во Македонија, се придруживме на 200 најголеми компании во Македонија. Во текстилот единствена фирма од Македонија која зачекори во Европа со собствен бренд Алекс Филипе, што е наша нова гордост и секако чекор со кој освоивме уште еден врв. Текстилната компанија ИНТ е основана пред 20 години. Вработува над 100 работници и неколку години поред е меѓу најуспешните во државата. Инаку, досегашни добитници на наградата Креатори на векот од Македонија се Светозар Јаневски, председател на управниот одбор на винаријата Тиквеш, Трајче Мукаетов постхумно и Живко Мукаетов, председател на управниот одбор на компанијата Алкалоид. Во Средното општинско училиште Љупча Сантов се одржа првата работилница како дел од проектот Нашиот виртуелен град, финансиран од Еразмус Плюс програмата. Партнери во овој проект се представници од Пазарџик, Република Бугарија и од Словенија, кои престојуваа во гимназијата и ги започнаа активностите од проектот. Средното општинско училиште Љупча Сантов беше домаќин на партнерите во проектот Мојот виртуелен град, кој е финансиран од Еразмус Плюс програмата, а истиот се спроведува во соработка со представници од Пазарџик, Република Бугарија, Словенија и комуналното предпријатие Водовод. На средба што се одржа во училиштето, проектните партнери работеа на подготовки на документи за подпишување договор за меѓународна соработка како и изготвување на план за работа. Оваа меѓународна соработка е од особено значење за сите учесници кои се надеваат дека еден ден би можела идејата на која тие ќе работат да се реализира, истакна секретарот на Советот на Пазарџик, Република Бугарија, Румен Кружухаров. Мога да кажам, сум исклучително радостен. Јас се чувствувам среќен што денес сум овде во Кучани, затоа што ова е прва работна средба во рамките на проектот. Се надеваме дека проектот ќе заврши успешно, но најважно е учениците од двете општини, Кочани и Пазарџик, да остварат меѓународна соработка и да продолжат да работат заедно, бидејќи само така ќе успееме како држави и како региони. Покрај обуките на професорите од трите држави следуваат активности и за учениците од трите држави партнери во проектот Македонија, Словенија и Бугарија. Во Домот на културата Тош Арсов во Виница отворена изложба на дела од 27-та ликовна колонија Лесна во 2018-та. На колонијата учествуваа уметници од Македонија, Србија, Бугарија, Англија и Русија. Оние што не биле во Лесново и во посета на Лесновскиот манастир, мотивација за да го направат тој чекор несомнено ќе добијат од прекрасните дела работени во рамките на 27-та ликовна колонија Лесново 2018-та. Делата живописно и автентично преку 16 ликовни цртежи, работени во акрил и масло на платно, будат инспирација за посета на овој регион, кој покрај природната има и своја духовна убавина. Големо задоволство денес во Домот на културата Тошо Арсов во Виница ја отвараме Лесновската ликовна колонија, која се одржа минатото лето, 2018, траеше точно една недела, од 27 јуни до 1 јули.
Колонијата се одржа во село Лесново, учество зема 16 уметника, бидејќи има меѓународен карактер, секоја година имаме гости како од Македонија, така и од други држави. На 27-та поред Лесновска ликовна колонија зема учество уметници од Република Србија, Република Бугарија, Англија и Русија. Работеа во акрил и масло техника на платно, инспирирани од недопрената природа на село Лесново, Лесновскиот манастир, понатаму старата архитектура на Лесновската куќа и целото карпесто окружување на овој наш вулкански регион, кој се и секогаш инспирација и мотивација за сите уметници кои доаѓаат овде на колониите Лесново и преку своите дела го анимираат овој наш културен регион. Од 27-та поред Лесновска ликовна колонија произлегува околу 30 дела, кои ние ги чуваме и со гордост ги изложуваме во другите центри за култура и домови на култура во Република Македонија. Изложбата во фоајето на Домот на културата Тоша Арсов ќе биде отворена 10 дена, а на репертоарот на оваа институција веќе во сабота е сатиричната представа Го силувавме ежот, чиј автор е Маријан Ангеловски, а картите веќе се пуштени во продажба. Со цел подобрување на квалитетот на наставата и условите за учење, Основното училиште Свети Кирил и Методи реализираше неколку проекти. Станува збор за проект за обновување на училишните клупи и проект за униформирање на учениците. Основното училиште Свети Кирил и Методи од Кочани следејќи ги потребите на учениците, како и потребите на воспитно-образовниот кадар, а со цел обезбедување квалитетна и непречена настава, во изминатиот период реализираше повеќе проекти, дел од нив како проекти на самото училиште, дел по иницијатива на учениците и Советот на родители. Последни реализирани се двата проекти кои беа презентирани пред јавноста, а тоа се проектот за обновување на училишните клупи и проектот за униформирање на учениците. Во нашето училиште веќе еден подолг временски период училишните клупи не се обновувани, тие беа доста застарени, доста уништени, поради што почувствувавме потреба дека е веќе крајно време да направиме нивна замена со нови клупи и токму поради таа причина во текот на изминатиот период реализиравме тендер за набавка на 435 парчиња плотни од иверка, со кој што успеавме да го обновиме најголемиот дел од училишните клупи во нашето централно училиште. Вториот проект кој што би сакале да го презентираме на пошироката јавност денес е проект кој што ние како училиште го реализиравме во соработка со родителите на нашите ученици, поточно со Советот на родители. Станува збор за проект за униформирање на учениците од Основното училиште Свети Кирил и Методи од Кочани и овој проект се реализираше во текот на изминатите 2 месеца, за да веќе на почетокот на месец март и конечно профункционира во нашето училиште. Имено денес нашите ученици веќе се опремени со лечиња кои што го имаат амблемот на нашето училиште и на тој начин нашите ученици веќе ќе бидат препознатливи во пошироката јавност како ученици кои што припаѓаат или се дел од Основното училиште Свети Кирил и Методи од Кочани. Покрај овие проекти, училиштето континуирано презема и останати мерки за подобрување на квалитетот на наставата и условите за престој на учениците, зголемување на бројот на компјутери за настава по информатика, опремување на електронска училница, набавка на нагледни средства и реквизити и слично. Во изминатиот период училиштето, освен што ги реализираше овие проекти, успеваше и тековно да ги покрива и сите ново доспејани фактури по најразлични основи. Се успеа исто така да се врати и голем дел од долговите кои ги имаше училиштето кон компанијата Автоатом и кон КЕПА Водовод. За сето ова да се постигне голем удел, додаде Кралев, има и новиот начин на распределба на средствата од блок дотациите, направен од страна на локалната самоуправа на општина Кочани. Агенцијата за подршка на предприемништвото на Република Македонија ја одржа првата обука за средношколците од гимназијата Љупчо Сантов за начините за започнување сопствен бизнис. Идејата на ваквите работилници е да се поттикне предприемништвото кај младите граѓани.
Во средното училиште Љупча Сантов се одржа работилница на која учениците се запознаа со поддршката што ја дава Агенцијата на предприемачи на Република Македонија за отворање и започнување сопствен бизнис. Обуката ја водеше асистент Македонка Димитрова од Американ Коледж Скопје. Зад овие работилници е идејата да се поттикне предприемачкиот дух кај младите, на некој начин да се охрабрат да започнат собствени бизниси, дали тоа ќе биде по завршувањето на средното училиште, дали ќе го надградат знаењето на факултет или паралелно ќе отворат нешто, да се поттикне на овој начин економскиот развој на нашата република, затоа што сметаме дека предприемачките бизниси се токму оние кои можат да воведат иновации, кои се по-брзи во реакцијата на оно што се случува на глобално ниво, значи полесно може да се прилагодат на промените и исто така да вработуваат повеќе лица. Агенцијата за поддршка на предприемништвото им пружа и дополнителни услуги и поволности на младите, зашто подобро да го развијат својот бизнис. Исто така, Агенцијата за вработување на млади лица до 30 години по различни основи им помага на младите да ги отворат своите бизниси, а понатаму и да ги надоградат своите знања, за да можат да го развијат започнатиот бизнис. Почитувани, со временската прогноза ги извршуваме и овие вести на Канал 8. Останете и понатаму со нашата програма. Довидување.